дипломатска по ова што денеска се случи во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Како вие лично гледате на она што се случуваше таму? Она што денес се случи во Комитетот за надворешни работи секако е една позитивна вест за нас, имајќи предвид дека членовите на Европскиот парламент кои што членуваат во овој комитет се пратеници кои што имаат поголеми познавања од областта на надворешната политика, проширувањето. Некои од нив добро го познаваат регионот, што значи дека нашата дипломатија успеа во оваа фаза од постапката на ова ниво, на ниво на комитетот, да ги одбие сите оние напади кои што доаѓа од бугарските европратеници. Секако ова не е крај на целосната процедура за усвојување на овој документ. Предстои гласањето на пленарната седница, односно на сите европратеници. Очекувам дека повторно ќе се судрат, да речеме, аргументите и на бугарската страна, и на нашата страна, и останува да видиме како тоа ќе се одвива до крајот. Треба да бидеме свесни дека оваа битка со нашите соседи од Бугарија не е една равноправна битка. Бугарија долги години е членка на Европската унија, има свои членови во Европскиот парламент, има свои изградени релации внатре во политичките групации во Европскиот парламент, како и во останатите европски институции. Меѓутоа, верувам дека сите оние аргументи што ние ќе ги представиме пред европските пратеници ќе бидат слушнати и без разлика на тоа каков ќе биде конечниот исход. Значено е тоа што ние имаме една добра ситуација на нивото на комитетот и ни преостанува да се бориме без разлика дали ќе победиме или не. Мислам дека нашата дипломатија ќе ги вложи сите расположиви напори во наредните недели. Токму тоа го најави премиерот Мицкоски дека борбата ќе продолжи, но на ист став се и бугарските европратеници и целиот државен врв во Бугарија. Во една ваква ситуација во која што предлогот на овие амандмани доаѓа од 4 најголеми групи во Европскиот парламент, колку е известно да се очекува каков ќе биде исходот на пленарната седница? Членовите на Европскиот парламент кои што доаѓаат од Бугарија се представени во најголемиот дел од политичките групации таму. Тие се особено влијателни во Европската народна партија, знаејќи дека и актуелната владеачка гарнитура во Бугарија е предводена токму од партијата која што е дел од семејството на Европската народна партија, која што истовремено и најголемата групација во Европскиот парламент. Истовремено и нашата владеачка партија има определени своји релации таму. Предпоставувам дека аргументите што ние ќе ги представиме ќе бидат пред сите политички групации, не само пред Европската народна партија. И ако бугарската делегација е представена во овие групации, јас верувам дека има европратеници кои што ќе сакаат навистина да ги слушнат аргументите. Особено значено на нашата дипломатија да ги представи оние моменти кога официјално Софија изјавуваше дека, например, измената на Уставот е единственото и последното нешто што ќе го бара од нас, а сега гледаме дека на маса се некои други моменти, односно негацијата на традицијата на постоењето на македонскиот јазик и идентитет, со обидите да се вметне она фраза модерен или современ пред македонскиот јазик и идентитет, што значи дека бугарските напори не се насочени само кон измена на Уставот и заштитата на правата на бугарите во Македонија, туку и кон определени идентитетски прашања, нешто што според мене не е во согласност со европските вредности, ниту пак било дел од критериумите за проширување до сега. Многу беше полесно да се убедат 6 пратеници кои што денеска ќе го блокираат процесот, веројатно ќе биде многу потешко оваа група од 4 најмнокини во Европскиот парламент да го променат своето мислење. Сега се критикуваат и власта и опозицијата кој каква моќ има што направил, меѓутоа јасно е дека и Европската народна партија и социјалистите стојат зад амандманите на Бугарија. Морам да ве прашам што мислите вие лично. Имаат ли моќ ВМРО ДПМН да делува кај ИПП, Социјалдемократскиот сојуз да делува кај социјалистите за нешто да се промени за 2 недели и да имаме позитивен исход во Европскиот парламент? Иако амандманите се поднесени како што беше најавено со согласност на сите политички групации, гласањето таму не е по некаков автоматизам. Значи има европратеници кои што се дел од групацијата на определена политичка партија, меѓутоа не секогаш ги поддржуваат оние официјални ставови, особено кога се работи за прашања каде што има различни гледишта. Она што можат да го направат нашите политички партии е според мене прво да седнат и заеднички да формулираат една заедничка позиција и да се согласат дека заеднички ќе работат. Не вака јавно да се караат.
Тоа не е најдобриот начин за да постигнеме успех во надворешната политика и доколку ние имаме една обединета позиција на нашите политички партии, тоа ќе биде многу поедноставно тие заеднички да настапат пред нивните сопартици, условно речено, во Европскиот парламент. Секој кај своите, односно секаде каде што политичките партии припаѓаат во оние различни идеолошки семејства. И така сметам дека нашата позиција како држава ќе биде посилна и аргументите ќе бидат слушнати на едно различно ниво. Не сум многу оптимист дека тоа ќе се случи во наредните недели, но да се надеваме дека вакви моменти и вакви ситуации ќе придонесат за создавање на една подобра атмосфера и дека во сите идни битки кои што ќе ги водиме во Европскиот парламент, да не забораваме дека ова нема да биде последната битка, ние ќе се соочуваме со многу препреки понатаму во текот на преговорите и во сите тие идни битки ќе имаме една обединета позиција. Ајде сега малку со предпоставки мораме во ваква една ситуација, што доколку помине позитивно, извештајот биде изгласан така како што нам ни одговара, без да има придавка модерен пред јазикот и идентитетот, дали еден таков документ во рацете на Христијан Мицковски може да значи полесна можност за почеток на уставни измени? Сметам дека доколку имаме таков документ, тоа ќе биде и во насока на потврда на ставовите на официјална Софија дека Софија нема да бара ништо друго освен измената на уставот. Доколку тоа е така, бугарските европратеници би требало да ги поддржат сите оние поенти, сите оние стави кои што постојат во извештајот така како што изгласа на ниво на комитет. И доколку имаме таква резолуција усвоена од целиот состав на Европскиот парламент, навистина ќе бидеме во ситуација кога ќе можеме да кажеме дека една значајна институција на Европската унија, Европскиот парламент, со кредибилитет кој што произлегува директно од граѓаните на државите членки на Европската унија, застанува зад македонскиот идентитет и јазик, што е аргумент плюс во онаа констелација дека единственото нешто што треба да го направиме е измената на уставот. Во таква ситуација тоа ќе придонесе за потврдата на македонскиот идентитет и јазик на едно европско ниво и мислам дека ќе биде чекор напред во создавање на подобра атмосфера за сите оние идни потези понатаму. Ајде сега другата ситуација, што доколку се случи да помине извештај во кој што ќе пишува модерен јазик и идентитет, дали тоа би не вратило во една ситуација на 2008 година која што ни се случи во НАТО? Дали тоа ќе биде подкрепа на тезите дека ова не е во насока да ги внесеме бугарите во уставот и дека се прави обид само да се игра на картата на македонскиот јазик и идентитет? Доколку се усвои со овие формулации, современ македонски јазик и идентитет, тоа значи дека во минатото не постоел македонски идентитет и јазик и тоа нема да биде во насока на подобрување на односите. Секако тоа ќе потврди она друга теза дека Бугарија навистина ќе бара многу други работи откако ќе го промениме уставот и ќе потврди она претпоставка дека дури и да го промениме уставот и да ги внесеме бугарите во уставот, ние понатаму ќе се соочиме со нови препреки од соседна Бугарија. Многу поверојатно ќе биде дека ќе останеме заглавени во целиот овој процес. Денеска почна самитот на НАТО во Хаг. Многу се зборуваше дека таму ќе се случи една средба на претседателката Силјановска со Радев, па не оди Радев, оди Жилјасков. Очекувате ли дека ќе седнат на заедничка маса? Делува дека Бугарија воопшто не сака да седне на маса со Македонија. Секогаш кога има проблем, дали се работи за двајца поединци, две групации, дури и две држави, најдоброто нешто што може да се направи е да се започне една искрена комуникација. Доколку немате комуникација или пак комуникацијата се одвива преку медиумите, тоа не може да биде ситуација во која што ќе очекуваме некаква позитивна разврска. Ние повеќе пати, дури и денес, ми се чини имаше изјава од министерот за надворешни работи дека македонската страна е секогаш подготвена за средби на сите нивоа, на претседателско, премиерско, министерско и така натаму. Дури во пресред на овој самит беше подадена една рака, би рекол, од наша страна дека очекуваме да се одржи некаква средба, иако дојде до определена измена на шефот на делегацијата на бугарската страна. Особено е значајно да дојде до таква средба затоа што таа ќе се одржи на самитот на НАТО, каде што ќе бидат присутни и Соединените американски држави, но и најголемиот дел од државите членки на Европската унија, кои историјано се членки на НАТО, и да ги вкрстиме аргументите и да ги размениме мислењата со присуство на сите овие ентитети, затоа што секогаш кога имате еден спор помеѓу држава членка на Европската унија и држава која што е кандидат, таа неравноправна позиција не ни дава шанса да ги представиме аргументите на исто ниво.
Вториот момент е што ситуацијата на Балканот и по широкото суседство на Балканот во однос на безбедноста и перспективите на безбедноста навистина наметнува потребата за една забрзана интеграција на регионот на Западниот Балкан и проширувањето на Европската унија може да се третира и како едно безбедносно прашање. Да не забораваме дека стабилизацијата на Балканот и стабилизацијата на Европа е една од целите и на американската надворешна политика и една од целите на НАТО. Доколку ние продолжиме со една нестабилност во регионот и нејасна перспектива за членство на државите од Западниот Балкан во Европската унија, тоа нема да придонесе за остварување на конечната стабилизација на овој регион и конечната стабилизација на Европа, ако сакате, особено во контекст на предизвиците кои што постојат се уште на територијата на Русија и Украина, на таа војна, како и предизвиците кои што се уште ќе останат отворени во регионот на Блискиот Исток. Такви се очекувањата, се уште е активна војната во Украина, гледаме колку е кревко примирието помеѓу Иран и Израел. Очекувањата се дека треба позитивно да влијае на процесот на проширување, но што покажува искуството? Колку безбедносните ризици влијаат на процесот на проширување на унијата? За жал сметам дека Европската унија и незината заедничка надворешна и безбедносна политика секогаш повеќе реагира откако ќе се појави некаков безбедносен проблем. Наместо да делува превентивно и да ги затвори сите оние прашања поврзани со проширувањето пред да се случи некаква криза, ние сме свесни дека и во поглед на проширувањето, но и во некои други политики Европската унија се буди од еден своевиден политички сон секогаш кога ќе се појави некаква криза. Кризата во Украина, рускиот напад врз Украина и војната што се уште е актуелна таму е уште еден показател дека Европа ја дочека таа криза неподготвена и веројатно се уште нема научено дека сите тие прашања треба да се затворат пред да се дојде до ситуација на криза која што може да ескалира понатаму и да ја загрози самата Европска унија. Верувам дека со поддршката од Соединетите американски држави, државите членки на Европската унија овој пат ќе станат свесни дека проширувањето е еден вид на безбедносно прашање и дека придонесот што европски држави може да го дадат и кон остварување на целите на НАТО, меѓу другото е и со забрзување на процесот на проширување.